Добар ден на сите. Поздравувам од еден прекрасен дел од Скопје, покрај Вардар. Во ова кратко видео сакам да пренесам една порака која што сметам дека е многу важна, бидејќи во современиот век некако секој втор веќе стана психолог, психотерапевт и факултетите и универзитетите некако нудат можности на брз и лесен начин секакви луѓе да станат психолози и психотерапевти. И сето тоа е од една страна може би позитивно, меѓутоа од друга страна е негативно од аспект на тоа што луѓето тоа знаат да го злоупотребат или заради своето незнаење да и таа диплома да донесат погрешни информации, да дадат погрешни совети и различни насоки кои што не се правилни за човековиот живот. Бидејќи имав ситуација, имав советување каде што една моја клиентка случајно ми спомна каде што кај претходниот психолог каде што одела на советување имале 4-5 онлайн сесии и самата клиентка веле постојано некако целата топка ја вртеше кон мојата фамилија, кон моите родители, целата тежина некако ја ставаше да барам кривица во некој за мојата сегашна состојба, а јас дојдов да побарам советување за како нели да ја поправам ситуацијава во која што се наоѓам, а не да нели бараме кривица кај родителите или кај некој друг. Вели можеби да разбирам дека некои нешта можеби влијаат, но сепак нели не дојдов да го анализирам она што се случило, туку да ми даде насока за промена. И затоа и го правам ова видео да бидете свесни дека кога се работи за такви психолози, најчесто тоа е од недообразованост, недоедукација, која што може да биде многу штетна. Значи, јас лично сум ја истражувала таа тема и полиња, во кои што нели причинско-последичните релации од минатото, од детството и како влијаат врз индивидуата, но секогаш сум го придонесувала оној аспект дека сепак ние сме одговорни битија кои што Бог ни дал живот во овој привремен свет и не случајно се раѓаме кај одредени родители и не случајно ги добиваме одредените околности, така што од сите тие минати животни ситуации треба да извлечеме некоја полука и нашата личност да ја поправиме, а не да се занимаваме со минатото. Бидејќи минатото не можеме да го промениме, можеме само да направиме промена од тука каде што сме во овие околности во кои што се наоѓаме сега и тука. Сето тоа, тој увид треба да ви даде еден момент на свест дека кога имате вакви луѓе околу себе кои што ве потикнуваат на минатото, а не на промена на сегашниот момент, тогаш треба да бидете свесни дека се работи за луѓе кои што не се добри, кои што нема да ви дадат правилен совет и треба да внимавате кај кого ги давате парите и кој ве советува и што ве информира. Затоа го направив ова видео, ево ова лично искуство кое што ја го имав со клиентката и вели во ниеден момент претходниот психолог не ми пристапи на овој начин да ми даде решение и насоки за тоа каква промена да направам, туку некако цело време 5 сесии ме враќаше кон минатото. Така што отворете си 4 очи за овие нешта. Многу е важно при бирањето на психолог да бирате и духовен, значи учител или некој кој што има некоја духовна подлога која што ќе ве насочи на
на правилен правец, бидејќи не можеме да се занимаваме со туги луѓе или туги души или туѓа свест за нешто што некако постапила во минатото. Треба да се занимаваме со нашата свест и оно што ние можеме да го преземеме во овој чекор, да направиме промена. Така што, ето, тоа беше мојата порака до вас. Се надевам дека ова видео ќе помогне на некој. Поздрав!